Ако некој се обидува детално да ја следи оваа дебата, таа е поприлично комплицирана, бидејќи кога ќе се кажат 100 бројки, па уште ќе го имате заменикот министер за финансии, кој што ќе рече не се точни, сега идете докажувајте. И мислам дека тоа свесно се прави, за да на крај не се извлече заклучок. Зашо разговараме денес? Ова е еден од 150 и кусур закони кои што, пак ќе речем шверцерски, се бутна на оваа седница по скратена постапка, но кој што се разликува од останатите, бидејќи не подразбира примена, започнување на примената за година дена од сега, како што најмногу од законите што ни ги предложија владата се однесуваат, туку стапува на сила веднаш, односно 8 дена по неговото донесување денеска, или бидејќи немаат владачките партии кворум утре, или не е небитно. Што покажува тоа? Прво, се измени по кој знае кој пат, мислам дека е 10 лани, 10 пат, законот за акцизи, во рок од 10 години. Што е абсурд сам по себе. Тоа е забрането во економската теорија да едни од фундаменталните закони за економското и бизнес функционирање ги менуват толку често. И малку беше тоа. Значи се смени, заменикот министер ќе рече, се смени начинот или методологијата за пресметка на акцизите. Заменик министер, па кажете им на луѓето, ги покачивте акцизите и како резултат на таа нова методологија поскапуваат цигарите. Тоа е ефектот. Зошто се поскапи цигарите и ќе бидат поскапи секоја година сукцесивно? Заради тоа што владата ги покачи акцизите и ја промени методологијата. Зошто е тоа така? Затоа што тоа го бараше една бизнес фирма поврзана со инвестицијата во тутунски комбинат Прилеп. Кажете го јасно и гласно, да се знае. Па после ќе се интерпретира, вака или онака, позитивно или негативно. Но тоа треба да се знае. Второ, овој закон што ни го предлагате преку ноќ, на брзина, господине заменик министер, сега вие сте тука, бидејќи ја па мислев Ставриски дека у кампањама вчера се повлече од кампањата за председател, редно беше да се појави во собранието. Покажува дека вие не го владеете како систем начинот за прибирање на акцизите. Вие како Министерство за финансии и управата за јавни приходи. И царината, кога сега веќе станува збор за акцизи. Бидејќи да интервенирате во закон и да им кажете на трговците, пребројте си ги стоките на залихите на тутунски производи, пребројте си ги маркичките, што сте ги подигнале предходно, видете колку ги има и врз база на тоа ќе ви земе плюс пари заради покачените акцизи, покажува дека вие 8 месеци по носењето на законот за акцизи, појма немате колку во овој момент има повлечено акцизни маркички за тутунски производи. Појма немате колку пари се тоа. Појма немате колку дополнително пари треба да приберете. Освен, знаете дека треба да соберете пари. Зошто? Пари немате во буџетот. А зошто немате пари во буџетот? Ги дадовте во месец февруари и крај на март, пред време и повеќе од тоа што сте планирале заради изборите. И сега, јас ги користам само податоците од Министерство за финансии. Не знам други. Тие што ги имате на Трезор, објавено на веб страната. И за да ви покажам начин на раководење на ВМРО ДПМН и нерационално, недомаќинско, ненаменско трошење на парите, особено во изборна година, ќе се послужам со 2013. Како факт. А тоа е следното. Колеги пратеници, почитувани граѓани, лани имавме локални избори. Тие се случија во месец март и април, со повторувањето на круговите. Знаете ли колку владата потрошува повеќе во месец февруари од другите, колку потрошува повеќе од планираното? Или колку приходи собрала и колку потрошила од другата страна? 60 милиони евра повеќе во месец февруари.
Колку потрошува повеќе во месец март, кога започна изборите? 80 милиони евра. Каде се овие ставки најмногу, заменик министре? Во една најфантомска ставка. Еве, тука е пишува. Се вика други трансфери. Во вкупните расходи, други трансфери. Видете, мајката, овие други трансфери, кои што се движат месечно, 20-25 милиона и така натаму, во февруари рипнале на 30. Па малку било тоа, во март на 75 милиони евра. Или се зголемиле за 3 пати од предходно вообичаеното ниво на трошење. Па што се случи во месец март? За да има други трансфери. Елементарна непогода во Македонија немаше. Бегалска криза немаше. Повеќе граѓани не дојдоа. Повеќе граѓани не се разболеа. Повеќе потреба за социјални расходи од вообичаеното немаше. Ама имаше една работа. Избори. Тука доаѓаме до клучното. Владата, партијата на власт, ги користи парите на сите граѓани, за да си обезбеди политичка поддршка само за себе. Или тоа е да тераш и да водиш имот, и да се рекламираш себе си, и да бараш поддршка со туѓи, а не со своји пари. Тоа е мешање на државата во партијата. Тоа е мешање. Кога вие во изборен месец не ја водите државата, ја водите партијата. Па за тоа Јануковиќ го симнува од вас во Украина. Не од што не е убав, или не бил доволно паметен, туку затоа што парите на сите обврзници ги трошал за себе и за партијата. Така и вие, во изборни месеци, лани, 2 или 3 пати повеќе сите ставки сте ги потрошиле од планираното и од вообичаеното трошење, затоа што биле избори. И затоа сега во 2014 го правите истото. Не го правите у кампања, го правите во предкампања. Големата разлика. Али парите се потрошени. Истите ставки, кога ќе погледнете, приходи сте собрали околу 10% од планираните на годишно ниво. Расходи сте потрошиле повеќе, 13% од планираните. Ама во месечните трошења, замислете, во месец февруар сте потрошиле 67% повеќе од тоа што било очекувано. Па кај отишле тие пари? Ете ги, за изборната манипулација, корупција, влијание на гласот на граѓаните. И не се тука дел од колегите што претходно реплицираа. Еве бројката на Министерството за финансии. Сумата во 2013 само за административни такси и глоби, ова се казните, патем речено, 30 милиони евра, а не 4,5, колку што ни беше кажано. Еве бројката финална, прелиминарна. Ке иде погоре оваа. Ке иде погоре. Бидејќи во декември исто така собиравте многу пари од казна. 30 милиони евра се собрани за административни такси и глоби во 2013 година. Толку е. Страшно. Од такси и од глоби. И сега, вие сте една влада која што прво не трошите тоа што го заработувате, трошите многу повеќе, за да го трошите тоа земате кредит. Значи, двојен е негативниот ефект. Трошите повеќе од тоа што треба и изворите за финансирање кои што ги немате, ги плаќате со камата. Тоа вие сега кој играч на спортска кладилница да рече сакам да добијам нешто, ама немам пари, ке поземам со камата. И вие тоа треба да го признаете. Како граѓаните тоа ќе го оценат е друго прашање. Но немојте да ги извитоперувате фактите и вистината, бидејќи бројките се тие. Бројките се тие и за 2013 година, и за 2014 година. За казни, колку сте собрале, пишува, колку повеќе сте потрошили од планираното, нерационално и ненаменски, затоа што во основните принципи на едно буџетско работење е планирањето, рационалното трошење, балансот
помеѓу приходите и расходите, затоа што кога ќе потрошите нешто што го немате, треба да го надокнадите. Тоа надокнадување чини пари, камата, заеми, дали од дома, дали од странство, бидејќи во странство помалку ви даваат од порано, се поземувате во Македонија од банките. Поземувајќи се ке банките во Македонија, плаќате камата, околу 5%, од 4, 8, 4, 9, 5. На тој начин ги повлекувате парите од банките за себе и му ставате помалку пари на фирмите. И затоа тие или не подигаат кредити, или каматата за фирмите кои што бараат кредити од банките е 8, 9%, 9,5%, затоа што владата ги повлекува ликвидните средства за да може да си финансира својата политичка или партиска програма. Никој не очекува од една влада во делот на предизборието да биде затворена. Не. Владата мора нормално да функционира. Ама никој не очекува и никој не дозволува владата во предизборие и во изборие да ги потроши парите за следните месеци, за да на тој начин влие за својот партиски рейтинг. Ништо не бе преразлично од еден Јануковиќ. Ништо. И реакциите на граѓаните во Украина се доминантно заради тој криминален и коруптивен режим. И затоа овие информации и факти се многу битни за граѓаните да ги знаат. Тие на крај ќе видат оние кои што ќе одлучуваат. На едни или на други избори секако. И на крај, овој закон за акцизи кој што сега ни го предлагате покажува дека по кој знае кој пат, кога ги предлагате законите, или не ги мислите како што треба, или не ги спроведувате како што треба, бидејќи е невозможно 6 месеци после донесувањето на измените, пак да ги коригирате. Затоа што овие измени на законов за акцизи пак ќе се коригираат во некој друг временски период. Па не може секоја година исти закони во битни за економскиот систем да ги менувате еднаш, два пати, а некои по 3 пати. Не е добро за фирмите, за законодавецот, за контролорите, за регулаторите и затоа економијата не може да оствари подобри стапки на раз, бидејќи во неа владее неизвестност и партиска политичка интервенција. Благодарам.